Добро почитувани. Нов скандал на мафијата. Овој пат сомнежите се свртени кон тендери на мрзеливиот Петре Шилегов. Очигледно на повидок е нов случај Драги Рашковски, ама овој пат во градот Скопје, раководен од Петре Шилегов. За што станува збор? Секретар на градот Скопје е Викторија Аврамовска Младич, партиски кадар на СДСМ, впрочем, тоа е таа истата личност која што Зоран Заев го прогласи за партиски победник како единствен кандидат на партиските избори. Чест добитник на јавните набавки и тендерите на град Скопје, каде што се вртат милионски суми во денари, е компанијата Armor Plus. Тоа е ова компанија за набавка на заштитна противпожарна опрема со седиште, како што пишува на булевар 3 Македонска бригада 48, аеродром во Скопје. Armor Plus е компанија во собственост на Димитар Петревски. Почитувани, Димитар Петревски пак е сопруг на сестрата на Викторија Аврамовска Младич, секретар на градот Скопје. Значи, градот каде што секретар е Младич, распишува тендери или јавна набавка, а зетот Димитар Петревски, зетот на Викторија Младич, е добитник на тие бизниси. Секоја година оваа компанија, Armor Plus, компанијата на зетот, на секретарот на град Скопје, добивала јавни набавки од градот раководен од Петре Шилегов. Па така фирмата на зетот, на секретарот на Скопје, во ноември лани, добива тендер за заштитни одела во износ од, речиси, 5 милиони денари. Ваква слична јавна набавка имало и еден месец порано во износ од 350.000 денари. Во 2019-та, зетот од град Скопје добива уште една јавна набавка од градот раководен од Шилегов во вредност од над 2 милиони денари. Ваква набавка истата фирма добива и во други два наврати во 2017 година, веднаш постапувањето на Шилегов на оваа функција во вредност од над 2 милиони денари. Значи, градот Скопје, воден од Петре Шилегов, во околу 5 наврати, најмалку, исплатил 10 милиони Очигледно дека на повидок е нов случај, ала Драги Рашковски, но овој пат од град Скопје, раководен од Петре Шилегов. Се поставуваат низа прашања, како токму компанијата на зетот од сестра на секретарот на град Скопје е добитник на 5 јавни набавки во вредност од 10 милиони денари. Дали се ова единствените јавни набавки или имало и повеќе други каде што се врзуваат вакви зетовски, снаовски, балдовски врски, поврзани со градот Скопје, со Петре Шилегов, со секретарот на град Скопје. Или, дали оваков начин за испумпување на пари од градот Скопје е единствен или постои и друга мрежа за криминогени дејанија. Почитувани, мафијата не мирува, додека целото општество се распаѓа, економијата тоне во рецесија, мафијата дрпа од буџетите, било да е тоа централниот буџет или локалните буџети, за нивните шеми. Тоа нема разлика. Ви благодарам, имате ли прашања? Господин Стилковски, до пресцентарот на ВМРО пристигне едно прашање, доколку можете да одговорите во врска Повелете. со случајот Мафија 2. Обвинувате дека Седат Пекер бил во влада, дали имате одредени сознанија и врска со случајот? Зоран Заев треба да престане да бега и мора да одговори на прашањата кои што се наметнуваат во врска со аферата поврзана со Седат Пекер, Мафија 2. И Зоран Заев мора да каже со кои од неговите коалициски партнери во власта и во коалицијата, па и функционери во власта, и зашто разговарале со Седат Пекер. Имале ли средба и зашто разговарале? Владата молчи се уште дали Седат Пекер бил и на состанок дури во владата, а мора да одговори
и за какви бизниси се разговарало внатре со Седат Пекар, помеѓу Зоран Заев и Седат Пекар. Бараме одговори и во врска со тоа за наводните бизниси на Пекар со братот на Зоран Заев, со Вице Заев. Зоран Заев мора да каже со што тоа Пекар го задолжил него, за да му обезбеди полициско обезбедување, оние возила со светлечки, препознатливи полициски ознаки и така да се шета низ Македонија. Власта, Зоран Заев, Оливер Спасовски мора да кажат што правил Седат Пекар 3 месеци во Македонија и зошто при протерувањето не е протеран во Турција, каде што има потерница по него, туку е пратен во Косово. Дали со самото тоа Седат Пекар не бил заштитен од страна на македонската влада, од страна на Зоран Заев и на Оливер Спасовски, и дали со тоа не била саботирана акцијата на Турција. И при тоа, Зоран Заев и Оливер Спасовски се уште молчат на овие отворени прашања, а не смеат да молчат, мора да одговорат, одговори и одговорност мора да има. Ви благодарам. Имате ли други прашања? Не, ви благодарам.